Добар ден, драги ученици. Добре дојдовте во кабинетот по историја, на часот по историја. Јас сум Слободан Трајковски. Како што знаете, веќе сте влезени во предпоследната шеста тема во учебникот, тоа е темата Стариот Рим. Денеска ќе ја поминеме втората лекција, јакнење и проширување на римската држава. Во оваа лекција ќе запознаеме со некои нови термини, да видиме со кои се целите и со што ќе научите во оваа лекција. Ќе го дознаеме значењето на зборот република, како римјаните го покориле целиот Апенински полуостров, со кои племиња се бореле, со кои народи во основањето на таа голема држава, значењето на римската војска и кои биле најголемите непријатели на римјаните во самиот Апенински полуостров и надвор од полуостровот, односно надвор од Италија. Да се потсетиме во првата лекција од оваа тема. Работевте територија население на самиот Апенински полуостров, таму живееле различни племиња, тоа биле латини, етруци, оски, умбри, кои што биле првите соседи на римјаните. Зборувавме за легендата за Ромул и Рем, кои што се основачи на градот Рим, како биле фрлени во реката, па пронајдени одгледани од волчицата, и кога пораснале, основале град на 7 ридови, наречен по едниот од браќата Рома, Ромул, денешен град Рим. Општественото уредување во самата држава, тоа биле патрициите и плебејците, така се делело населението. Потсетете се само како беше поделено населението во Спарта, во Атина, во Египет, таа пирамида на населението кој стоеше на чело на државата, нешто слично имавме и овде. И државното уредување во кој што го сочинуваа кралот, сенатот и народното собрание, за време додека Рим беше кралство. А подоцна, кога ќе се смени општественото уредување, ќе добиеме нови функции во самата држава. Подсетување, покрај вас да си имате карта, атлас, карта на Европа, карта на Италија, каде што ќе можете да ги следите сите места кои што ќе ги спомнеме во оваа лекција. Најпрво сакам да ја подсетам каде се наоѓа градот Рим. Тоа е Апенинскиот полуостров, овој полуостров во форма на чизма, кој што се наоѓа во јужниот дел на Балканскиот полуостров, заедно со други полуострови како Пиринејскиот полуостров и Балканскиот полуостров, каде што се наоѓа нашата држава Македонија, кои што ќе бидат едни од првите цели на освојување надвор од Апенинскиот полуостров. Гледате каква е територијата, каква е земјиштето на Апенинскиот полуостров. Имаме благи ридови, богати со пасишта, имаме високи планини, богати со руда, имаме рамници, погодни за развој на земјоделие, плодни реки и полуостров опкружен со вода од сите страни, од едно место поврзан со копно, каде што може да се јави многу развиена поморска трговија. Затоа римјаните биле добри земјоделци, трговци, занаетчи, поморци, нешто со кој што го освоиле целиот во тоа време простор околу Средоземното море. Во воведот ги кажавме природно-географските услови, но сега треба да го спомнеме новото општествено уредување кое што ќе дојде во 509 година во Рим, односно појавата на основањето на републиката. Веќе на римјаните им дошло преку глава од владењето на кралот, владењето на едниот човек. Тие сакале целата власт да ја земе народот, да биде расширена во целото население, затоа вовеле република, нешто слично на она што го имавме во Атина, односно демократијата. Во времето на републиката, почнувајќи од 509 година, имаме двајца конзули, кои што ќе се менуваат секоја година, сенат и народното собрание. Сенатот бил составен од побогатите римјани, побогатото население, од патрициите, кои што заседавале во сенатот. Еве на оваа слика гледаме сцена од римскиот сенат, каде што еден од сенаторите се обраќа на останатите, најверојатно за некое важно прашање како кој каде да биде следниот воен поход,
или која да биде следната голема градба која што се гради, или на кој бог да изградат храм во нивниот град Рим. Некои од сенаторите го слуша со внимание, некои не го слуша, но на крајот сите треба да гласаат и да донесат заедничка одлука. И Народното собрание, каде што членувале сите воено способни, слободни жители на градот Рим. И го имаме насловот на денешната лекција, тоа е јакнење и проширување на римската држава. И првата точка, покорување на Апенинскиот полуостров. На патот кон освојување на Апенинскиот полуостров, римјаните се судриле со првите нивни соседи, односно етрурците, оските и умбрите, кои што биле во директен контакт, сушност и претходно тргувале, соработувале на многу полиња, но едноставно амбициите на римјаните не застанале на нивниот град, но се прошириле низ целиот, прво кај нивните соседи, а подоцна и кон целиот Апенински полуостров, она што е денеска Италија, со различната боја го гледате различниот период на освојување на различни племиња, многу различни племиња има на овој полуостров, кои што влегле во рамките на таа римска држава, и овде станува збор за периодот на Римската република, кога многу големи територијални проширувања ќе доживее римската држава. Втората точка е римската војска. Тајната сушност како римската држава се ширеше и стана една од најмоćните држави што некогаш постоеле во светот. Тајната беше римската војска, која што беше составена од повеќе легии, кои што броеја и до 5000 војници и беа сочинети од лесна пешадија, каде што имаше пешаци, војска кои што и носат лесно оружје, и тешка пешадија, која што е представена на картата, тешко вооружена пешадија, која што е опремена со штит, тежок штит, копје и краток меч за блиска борба, и секако на главите носат шлемови, на телото носат оклоп и штитници на нозете, со кое што опрема се спротивставувале на нивните непријатели, и го гледаме овде знамето на точно оваа легија. Секоја легија си имала различно знаме, кое што се разликувало од останатите легии. Така се ориентирале на бојното поле. Римската војска водела многу успешни борби. Секој воено способен римјанин можел да учествува со години на возраст од 17 до 45 години, можел да учествува во римската војска и да учествува во тие славни походи кои што ги имала и преземала римската држава. И третата точка за денеска, последна точка и најдолга, е освојувањата во Африка, Европа и Азија. Веднаш после освојувањето на Апенинскиот полуостров, римјаните ќе се свртат кон освојување на блиските острови Сицилија, Сардинија, Корзика и другите блиски територии, Пиренејскиот полуостров, Балканскиот полуостров и останатите делови од Европа, Африка и Азија. Но најпрво ќе се судрат со картагинците, кои што биле наречени од римјаните пуни, од тука името пунски војни. Еден од најзначајните, најсилните, најголемите водачи на пуните, на картагинците, бил Ханибал. Ханибал бил многу лут на римската држава и сакал да го уништи, да го освои, да го уништи градот Рим. Затоа собрал голема војска од сите делови на Европа и Африка и тргнал во поход преку Алпите, во правец на градот Рим, но ќе војува во две битки и ќе доживее голем пораз против римјаните, и во знак на одмазда римјаните ќе се свртат кон нивниот непријател Картагина, ќе го срамнат со земја градот и ќе го уништат, никогаш да не се спомне повеќе за тој град. Ова се одвива во време на фамилијата на Скипионите и нивниот водач Скипион Африканецот. Подоцна римјаните ќе се свртат кон Балканскиот полуостров, каде што се наоѓаше некогаш најмоćното кралство во светот, античкото Македонско кралство.
римјаните ќе водат 3 римско-македонски војни, конечно во 168 година Македонија ќе биде освоена. Последниот македонски крал Персеј ќе биде одведен во Рим и целото богатство на македонската држава ќе биде однесено во Рим. Тука ќе бидат подоцна на Балканскиот полуостров освоени и другите кралства како хелените, тракијците, илирите, дарданците и други племиња кои што живееле на Балканскиот полуостров. Ќе биде освоен Пиренејскиот полуостров, денесна Шпанија и Португалија, северниот дел на Африка, државите Мароко, Тунис, Алжир, Либија, Египет. Египет представува важна житница за римската држава. Ќе биде освоена Мала Азија, денешна Турција, Кавказскиот регион, Месопотамија и Палестина. Картата што ја гледаме тука датира од 117 година од нашата ера, од времето на владењето на големиот римски император Трајан. Тука можете да видите дека Средоземното море е целосно опколено од римската држава и како што римјаните милувале на нивниот латински јазик да кажат дека Средоземното море е Маре Нострум, наше море. Маре Нострум. Овде се одвивала најголемата поморска трговија во светот во тоа време. И вредно за спомнување е тука да се каже, да се спомне големиот римски генерал Гај Јулије Цезар, кој што ја освоил Галија, денешна Франција и земјите на Бенелукс, кој што стекнал голема финансиска, политичка моќ, собрал многу функции во себе и станал најмоќниот човек во државата. Веднаш после него ќе биде основано и Римското царство и првиот римски цар Октавијан Август. Подоцна, римјаните исто така ќе освојат и областа Дакија, тоа е денешна Романија, ќе освојат дел од британските острови и ќе имаат неколку области кои што всушност ќе бидат вазални на нивната држава. Овде го гледаме најголемото проширување што го доживеала Римската империја, повторно ќе ви кажам, од текот на вториот век, под водство на римскиот цар Трајан. Сите територии кои што ќе ги освојат римјаните надвор од Апенинскиот полуостров ќе бидат претворени во провинции, како провинција Галија, провинција Хиспанија, провинција Македонија, провинција Дакија, провинција Британија, од каде што римјаните ќе црпат огромни природни богатства, робови и ќе ги концентрираат сите овие богатства ќе ги концентрираат во нивниот главен град Рим. Зошто е важно да се изучува Римската империја? Затоа што оставила голем траг до ден денеска во секојдневниот живот на сите европски држави и на африканскиот континент и во Западна Азија. На крајот, за дома, имате задача да ги одговорите прашањата на страница 76, да повториме, и прашањата на страница 77, да размислиме, да нацртате карта на Римската империја, која ќе треба да истражите на интернет, да се истражи и напише есе за Гај Јулије Цезар, да видите да сватите неговата големина, зашто бил еден од најголемите освојувачи заедно со Александар Македонски, заедно со Сулејман Величанствениот или Наполеон Бонапарта. Тоа се трите задачи кои што треба да ги завршите за дома и би сакал да ви пратам две пораки. Секогаш кога учите историја користете атлас, географски карти, затоа што многу од историските настани влијаеле токму од географската положба каде што се наоѓа одредена земја и пробајте да си ги објасните новите зборови кои што денеска ги спомнавме, како Сенат, Република, областа Галија или воената единица Легија. Користете ги фотографиите кои што се во вашиот учебник, ќе можете да го видите како изгледал еден римскиот легионер, римски генерал Ханибал, како изгледал Цезар и походот на Ханибал, преминувајќи ги Алпите. Лекцијата за денеска заврши. Бидете добри ученици, слушајте ги вашите наставници, слушајте ги вашите родители.
Седете дома и учете историја. Благодарам и пријатно.